2 милиони евра издвојува Фондот за иновации и технолошки развој во проектот наречен Стартапувај 3. А што носи тој проект, како и за сите актуелности кои што во моментот се случуваат со Фондот за иновации, го имаме директорот Коста Петров. Добро утро. Добро утро, благодарам на поканата. Петров, колку идеи ќе бидат поддржани и какви идеи ќе бидат поддржани со овој нов повик кој што го имате за Стартапувај 3? Да, значи се работи за кофинансирани грантови за стартап и спин-оф компании. Целокупниот буџет е 2 милиони евра. Инаку начинот на финансирање за новоосновани компании до 3 години 40.000 евра, односно 90% кофинансирање на проектот, а за компании кои што со 3 до 6 години се работи за кофинансирање од 60.000 евра, односно 85% од проектите. Стартапов е еден од најпопуларните, така да кажам, повици на Фондот за иновации, бидејќи се работи за финансирање на идеи кои што се во предкомерцијална фаза. И ако го разгледате финансискиот пазар во Македонија, ова се идеи кои што се всушност и најтешко за финансирање, особено од банките и така натаму. Така да очекуваме доста иновативни идеи. Претходниот повик имаше 84 компании кои што ќе добија грантовите. Овој пат внесовме многу нови новини со цел полесно да биде аплицирањето. За например, за прв пат дозволивме проектен тим да аплицира. Претходно мораше да има регистрирано трговско друштво. Сега проектниот тим може да аплицира со идеја и од моментот кога ќе ги добие средствата има рок од 30 дена да отвори фирма. И она што сметам дека е најважно, земајќи во предвид кризата со COVID-19, земајќи во предвид дека се работи за високоризични идеи, дека се работи за идеи кои што се во предкомерцијална фаза, е тоа дека средствата се неповратни. Се разбира дека ние имаме мониторинг систем, ги следиме компаниите како се инвестираат парите и така натаму, меѓутоа сакаме во оваа криза да го олесниме патот на претприемачите, толку поради тоа решивме средствата да бидат неповратни. Има ли стратегија за тоа кои индустрии ќе се поддржат или отворен е повикот за било која индустрија? Повиците не се тематски отворени, се разбираме одредени правила кои што треба компанијата да ги исполнува, кои што се напишани во нашиот правилник, меѓутоа не сме концентриране на одредена тема или на одредена индустрија. Тоа најчесто го правиме преку портфолиото на предизвици. Например, минатата недела го затворивме повикот за дигитализација на земјоделството, прв таков повик од Фондот за иновација. Развиваме портфолио за вештачка интелигенција и за биотехнологија. Таму правиме повеќе тематски инвестирања, додека овие повици се отворени за сите што имаат иновативна идеја и концепт. Фондот за иновации неодамна стана партнер, всушност стратешки партнер со Amazon Web Services. Тоа се работи за земање кредити. За каква е процедурата за земање на тие кредити? Кому е од полза? Што всушност представува партнерство? Amazon Web Services е водечка глобална клауд платформа. Стартапите, иновативните компании, компаниите од IT секторот, компаниите што работат со вештачка интелигенција, потребно им е голем простор на клауд платформата за да ги развијат своите решенија. Партнерството со Amazon Web Services значи дека ние како фонд на нашите корисници, меѓутоа и на водечки стартапи во државата, им нудиме кредити од 10.000, 25.000 и 100.000 американски долари за користење на клауд платформата. Значи не се работи за финансиски кредити, туку се работи за кредити кои што ќе може да се искористат за користење на самата клауд платформа. И сега ако земеме во предвид дека кредитите се до 100.000 долари, тоа значи дека на една компанија во рок од 3, 4, 5 години изаштедуваме 100.000 долари кои што претходно би требала да ги плати за користење на платформа. И бидејќи Фондот за иновации е често повикан во јавноста, таму секогаш ќе се најде фирма на некој друг, на некој близок, на некој трет. Секогаш бидејќи конкуренцијата е доста голема, се прави ли колку често всушност се прави ревизија на онаму каде што се доделени парите и онаму каде што има поврат од тие пари? Значи ние сме што се однесува до процесите една од водечките институции во државата, ќе започнеме од тоа како се бираат проектите.
Значи тимот на Фондот за иновации не учествува во бирање на проектите. Независна комисија тоа. Не, да објаснам детално, бидејќи особено е важно и ова информација што цело време ја повторуваме, бидејќи навистина сме горди со процесите што ги имаме во организацијата. Кога завршува повикот, се случува процес на предселекција, каде што стручни лица од областа ги оценуваат, првично ги оценуваат проектите. Сите проекти што имаат над 51 поен одат во Комитетот за одобрување на инвестиции, кој што е составен од странци. Таа е тајна комисија? Не, воопшто не е тајна, таа комисија е објавена на веб страница. Само за пример, председател на комитетот е Марвин Лао, поранешен комерцијален директор на Yahoo, основач на 500 стартапов во Сан Франциско, има инвестирано во над 200 стартапи, така да се работи за луѓе кои што не само се експерти, туку доаѓаат од реалниот сектор, инвестираат своји пари и знаат која идеја има на крајот од денот комерцијална иднина, бидејќи ние мора да поддржиме идеи кои што ќе бидат успешни кога фондот ќе се повлече, односно кога ќе заврши финансирањето. Од друга страна, сме единствена институција која што има детален мониторинг на средствата кои што ги финансираме. Ние знаеме секое евро кој што го инвестираме како се одразува врз работата на компанијата, дали е тоа во ширење на нови пазари, добивање на нови клиенти, нови вработени и така натаму. Имаме внатрешен мониторинг и надворешен мониторинг со Грант Тортон и Делојт. Така да средствата секога завршуваат кај најновативните решенија. Ја повторно ќе кажам, ако го погледнете наше портфолио, тоа се 559 компании, од кои над 300 се од млади предприемачи, луѓе кои што не само ги имплементираат глобалните трендови, туку и ги создаваат глобалните трендови. Тоа е портфолио на кое што и јас како директор се гордам, меѓутоа и државата треба да се гордее, бидејќи тие млади кои што се дел од нашето портфолио, сите млади од стартап светот се еднината на Македонија. Ги го спомна проектен тим кој што може со своја идеја да аплицира, има туторство, менторство некакво од Фондот за иновации за тие луѓе кои што ја имаат идејата, ама им треба начинот на апликација. Да, ние целосно ја променивме менторската програма. За прв пат овозможуваме менторска програма за потенцијални кандидати. Претходно менторската програма беше само за корисници. Значи менторска програма ќе има за потенцијални кандидати на различни теми. Дали е како да направите бизнес план, пристап на пазари, пристап до финанси и така натаму. И сега за прв пат за овој повик организираме една иницијатива 45 дена стартапове, каде што два пати неделно имаме онлайн на Facebook лайв инфосесии. Денеска во 18 часот е за како да регистрирате фирма, имаме како да креирате бренд стратегија, иновацијски менеджмент и така натаму, бидејќи една од работите кои што е предизвик, можам да кажам, во македонскиот стартап екосистем, што имаме добри идеи, финансиите да се проблем, меѓутоа исто така мора да поработиме и на менторство, на знаење и така натаму, бидејќи некогаш за една идеја да биде успешна не се потребни само финансиите, потребна е добра продажна стратегија, маркетинг стратегија и да биде така добро објаснета. Да. Петров, имате во шарајќи низ информациите и актуелностите кои што Фитара ги има во моментов, зелени проекти во држава во која што има доста проблем со животната средина, доста проблем со, јас ке речам, во увезување на отпад кој што некаде се користи како горива. Во поглед на зелените проекти или зачувување и унапредување на животната средина, со што се бави Фитара? Какви проекти спонзорира или какви проекти чекаат на спонзорирање или какви проекти се потребни за да ги добијат парите? Ја би кажал дека животната средина и климатските промени се глобален проблем, не се само проблем на Македонија. Ние како Фонд за иновации гледаме да компаниите кои што ги поддржуваме да бидат одговорни кон животната средина, да не предонесуваат кон негативни климатски промени и така натаму. Например, на секој повик секоја компанија треба да пополни прашалник за животна средина, односно проектот што ние го финансираме каков импакт ќе има врз животната средина. И ова е една влегува во категоријата на влијание на проектот, кој што се оценува, така да ако има компанија која што не ги почитува правилата или нивниот проект негативно се одразува врз животната средина, најверојатно таа компанија воопшто нема да биде ни финансирана. Што се однесува до зелени компании, односно компании кои што развиваат одредени зелени технологии, во портфолиото имаме 14 компании со 1,4 милиони инвестиции. Меѓутоа веќе сериозно работиме негде до крај на годината ќе излеземе со посебно портфолио кој што ќе се фокусира на токму на тоа, на инвестиции во зелена економија, во зелени технологии. И да бидеме на чисто на една работа,
Не се работи дали компаниите ќе бидат одговорни или не, компаниите мора да бидат одговорни. Денеска купувачот, особено после COVID-19, има избор што ќе купува, как ќе купува, што да напише позитивно, негативно за одредена компанија. Компаниите кои што сакаат да бидат успешни, не само во Македонија, туку и регионално и глобално, мора да почитуваат одредени практики. Ако не ги почитуваат, за жал нема ни да постојат. По темиве за фондот за иновации, последните 2-3 минути сакам да ги искористам за оно што ќе се случува во СДСМ, каде што сте вие еден од подпредседателите. На 16 мај партијата има централен одбор. Дали главно прашање конгрес, дали главно прашање ќе биде Радмила Шекеринска, заменик председателката на партијата или? Оно што е најавено во медиумите, нејзиното повлекување од главна тема на конгресот е формирање на нов централен одбор. Така да во моментов привршуваат конференциите во општинските организации, каде што секоја општинска праќа предлог за централен одбор. Така да на 16 мај ќе се изгласа, односно ќе се одбере централниот одбор, ќе се одбере и мислам дека и заменик председателот, односно новата заменичка председателка на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. А тоа ќе биде жена? Па би требало да биде жена, 50-50, gender balance. Добро, Коста Петров, директор на Фондот за иновации и технолошки развој, ви благодарам на одвоеното време. Ние сме на минута 2 од вестите и претпоставам дека ќе имаме и понатаму прилика повторно да разговараме за актуелности. Се разбира, ве благодарам.